Да, бе. Здраво, дечиња. Колку сте убави. Па колку сте убаво дотерани. А да не сте случајно дојдени да ја пречекате пролетта, а? И јас сум за тоа овде. Ама јас не ви кажам кој сум, а? Јас сум, дечиња, кралот на оваа шума. Чичко шума. И затоа приметувате колку мојата шума е прекрасна. Тивка. Убава. А и затоа што ја нема она градотија, она вештарка која што сака да ги напакости на пролетта, заедно со незините мразови, снегови виулици и други глупости. Што е ова? Слушам некој вик. Да не е случајно тоа гласот на вештарката, а? Да си оставам јас волшебната наметка во која што станувам невидлив, па да видиме кој е. Леле, што е ова? Проклета шума. Каде да одам? Леле, Боцки! Чички! Целата сум извалкана. Па заради мене мораш ово да ми се случи? Да залутам во оваа шума. Мене! Каде да одам? Што да правам? Има ли некој да ми помогне? Помош! Еве, почни ветер да дуе. Ке ми ја расипе фризурата. Каде? На која страна да одам? Наваму? Не, навам. Тешко мене. Во оваа глупава проклета шума. Помош! Мамо! Тако! Помош! Здраво! Леле, кој си ти? Зошто толку викаш, бе, девојче? Да не гори нешто во шумата? Не гори, ама наскоро ќе гори. Целата шума има да гори. Полека, да не ја уништува некој шумата. Шумата да ја уништува? Абе, ти или си глуп, или слеп. Не ли гледаш дека шумата мене ме уништува? Тебе? Да, мене. Ова шума не ми дава да излезам од неа. Заробена сум. Па заради тоа не треба толку да се дереш, бе, дете. Кој си па ти да ми кажеш што треба да правам? Не знаеш кој сум јас. Што? Дали си некој многу важен, пошто морам да знам. Сега ќе чуеш кој сум.
Пејан, да, пејан. Да си пеја? Пејач. Не, пејач, не сум. Не, што си добиш? Јас сум девојче, кралот на оваа шума. Чичко Шумарот. Ја чувам шумата од разни натрапници. Луѓе кои што фрлаат отпадоци, ја уништуваат. Што? Шумар? За шумари не разговари. На вистина, а зошто? Како зошто? Па јас сум принцеза. А принцезите ниту разговараат, ниту се дружат со шумари. А со кого тоа се дружат принцезите? Како со кого? Па со дворени, со богати и дотерани луѓе. Абе, не ги подари да ми го избокаш со станчето? Па ти си била многу вообразена, бе, дете. Па се разбира дека сум. Тоа е нормално. Јас сум принцеза, принцеза. Добро, и што значи тоа да се биде принцеза, принцеза? Тоа значи да си убава. Нели? Значи сите да се поклонуваат. Туф. И после? Секоја желба да ги исполнуваат. Браво. А добро, а што ако не се исполни некој од желбите? Што? Да не се исполни? Тогаш ќе кршам, ќе викам, ќе се деам! Сега да не се исполни! Ти мислиш дека тоа е убаво? Не е убаво, одлично. Значи ти иска да си мајстор се што да направиш, а? Можам се, ама не си го троши моето умно главче да се објаснувам тебе. Тупчо глупчо. Јас тупчо глупчо, а таа се изгубила во шумата. И што? Мислиш ли дека никој нема да ме бара? Се лажеш, да знаеш. Сега сите ме бара. Целото кралство ме бара. Сите зборува да на нашата кутра принцезичка се изгубила. Барајте. Кутрото неизино мешанце сигурно и кркори од глад. Кутрите неизини ножиња сигурно се изморени. А кутрите неизини очиња се затвараат за сон. Барајте. Мора да се најде. И да знаеш, ќе дојдат и ќе ме најдат. Ајде и тоа да го проверим. Кој ќе го провериш? Па тоа што велиш. Земјата и моите пријателчиња бубачките ќе ми кажат што е вистина, а што не е. Глупости. Земјата ќе му кажа. Ајде, мравчиња, бубачки и други мои пријателчиња, кажете ми, дали принцесата кажува вистина или лаже? Така, а? На вистина? Ау. Што? Леле. Значи така. Значи, принцеза, лажга. Не е вистина. Вистина е. Не е вистина. Зошто го напусти дворецот? Па... да се прошата. Лажеш. Не лажам. Тебе ти истерале од дворецот, затоа што си била непослушна. Не си ги слушала твоите родители, не си го раскрбувала својот кревет. Твоите повеќе не можеле да те поднесат и те истерале од дворецот. Не е вистина! Не е вистина! Овај мене ќе ме оглуби, бе. Слушај, девојче, или опамети се, или нема да те примат назад во дворецот, да знаеш. И какви се тоа родители? Кога својата златна кефа, својата златна принцеса и остават во шумата да изедат шумските цверови. Принцезо? Па ти не си една златна принцеза, туку ти си една надуена мисирка. Не е точно. Чекай, а што е тоа мисирка? Не знае нито што е мисирка. Па не знам, не е чудно што не знам. Јас сум принцеза. И ќе ми кажеш ли што е? Па види, тоа ти е една многу грда птица, кој што така ги шири своите пердови и така се прави многу важна. И сака, и мисли дека е најубава на целиот свет. Ама тука има една голема разлика. Каква разлика? Јас сум убава, најубава на целиот свет. Хајде тоа да го проверим. Кој ќе го провериш? Погледни се во огледалото. Какво чудовиште? Тоа си ти. Мајде ти се молам. Па јас сум убава. Ова е некој чудовиште со лијаници брчки по лицо, без заби и без коса. Принцезо. Ова огледало ги покажува луѓето какви се во душата. А тоа кажува дека ти не си добра. Но може да се поправи само со твоја помош. Ако направиш некое добро дело, твоето лице може би повторно ќе се разубави и ти да станеш повторно убава. Абе бега тука. Не сакам да те слушам.
Мише, јас сум да ти бавам. Добро, како ќе кажеш, ти така. Каде замина? Исчезна одеднаш. Чичко Шумаре! Чичко Шумаре! Чичко Шумаре! Чичко Шумаре! Чичко Шумаре! Чичко Шумаре! Тука сум. Како може тоа? Час те има, час те нема. Па може, принцесо, затоа што оваа наметка е волшебна. Кога ќе ја ставам, исчезнувам, а и никој не ме слуша што зборувам. Па тоа значи дека ти не си обичен шумар, туку волшебник. Шумарот волшебник. Па затоа ти наредувам да ми помогнеш да излезам од шумар. Инаку ќе го наредам на моите слуги да ти ја запалат шумар. Абе, не ми се заканува и патијава. Се не изглeda. Престани да го слушам смењето на вештерката. Ми оваа година нема да ме остави намира. Слушај, сокри се таму, а јас да ја ставам волшебната наметка, па да видиме што ќе се случи. Изгледа стигнав на време. Штом шумата е толку тивка, пролетта се уште не пристигнала. Убаво, затоа што оваа година сум решила сосема да ја уништам и да не ги дозволам да ги донесе сончевите зраци, цвикињата и тревата. Имам гениален план. Ќе ископам една, две, три големи дупки низ центарот на шумата, па кога ќе доаѓа пролетта, ќе пропадне во една од нив, заедно со цвекињата, тревата и сончевите зраци. А јас ќе ги претворам во жаби, гуштери и змии, за да не ми побегнат. Нешто ќе... Што правиш, Мурипишу, шуми го една? И зошто си овде во шума? Јас, ова... Што е, ќе ти да срцето во петиците од страв? Не, јас само се изгубив во шумата. Изгубена овчичка! Ти да не си овде да ја пречекаш пролетта? Не. Не си овде, убаво. Тогаш ќе доаѓаш по мене и ќе копаш дупки за пречекот на пролетта. Дупки? Зошто дупки? Како зошто? Па, за да пропадне пролетта во една од нив. Што ти се објаснувам јас тебе? Ке го правиш тоа што ќе ти го наредам и копам. Ама, јас не знам да купам дупки. Јас сум принцеза. Имам нежни рачиња и ќе си го имам Доста, реков. Ке го правиш тоа што ќе ти го наредам. Воспротивно. Ке те претворам во пајак, цел живот да плетеш мрежички. Пајак? Не можам да плетеш. Ајде сега пробај, помрдни се. Не можеш. Затоа ќе ме слушаш мене, за да не те искубам косата. Леле, каков план сум смислила. Кога ќе дојде пролета, ќе си види убаво. Леле, како ќе види. Заборавив, ова се уште е здрвена. Па, ајде. Качувај се на метлата. На метлата? Да. Ајде побрзо качувај се, треба да летаме. Ајде. Одлични. Слушнавте ли што смислила вештерката, нема да не остави намера ниту оваа година. Морам да смислам нешто како да ја помогнам и на пролетта, но да ја помогнам и на принцезата. Само не ми текнува како. Или може би знам. Ми текна. Ќе одам во библиотеката. Таму има една многу стара книга во која што пишува све за вештерките и тоа како да се ослободиме од нив. Да побрзам, дури не станало доцна. Ајде, заминувам.
Готово. Мојот план полека успева. Ископав 3 големи дупки низ центарот на шумата. Па кога ќе поминува пролетта, не ќе може да ги заобиколи и Бог ќе пропадал во една од нив. Само че мориш у шуми го една, инако ќе те стропам. Офлеле, да. Моето име е Офлеле, а сега ќе ти покажам и зошто. Слушај. Секој оној што си има работа со мене, или вели Офлеле мајко, или Офлеле, Овка. Зошто си таква, Офлеле мајко? Како зошто сум таква? А јас сум вештерка и треба да правам лоши работи. И ајде доста дорите. Леле, се уморив. Ај малку да ме чешнеш по грбот. Ајде, чешни ме по грбот, ти реков. Сега. Ајде. Ти реков да ме чешнеш, не да ме галиш. Доста. Знаеш што? Јас сега малку сакам да дремам. А кога ќе се разбудам, имам многу важна работа. Да ги претворам во жаби, гуштери и змии пролетта и сончевите зраци. А ти, да не си мрднала одовде, оти цел живот ќе се каеш. Ќе стоиш овде и ќе ме разбудиш кога ќе дојде пролетта. Јас малку да се уморим. И лошо жениште, безмилосно. Па зарем тука ми било крај. Да останам да изслужам на ова бездушна жена. Така и ми требаше. Кога бев лоша, непослушна, викав, се карав и не ги слушав мама и тата. Сега дури гледам колку сум грешала. Чичко Шумаре! Златен Чичко Шумаре! Те молам, те преколнувам. Спаси ме од ова бездушно жениште. Ке бидам добра и послушна до крајот на живот. Ајде и тоа да го провериме. Па, еве, повеќе не сум толку грда. Да, но се уште треба да се поправаш. Ке се поправам, ветувам. Одлично. А сега на работа. Слушај, силата на вештирката Офлеле мајко за низината шапка. Ако успееме да ја земеме шапка, таа нема да може да прави магија. Ама, како ќе го изведе на тоа? Со помош на цвеќе. Цвеќе? Точно.
таа не поднесува цвечиња. И затоа дојде кога е се уште зима, кога има мразови, снегови, виулици и такви работи. Остави ми ја вештерката мене. Трчи да ја пречекаш пролет. Предупреди ја за дупките и донеси ја вама. А вештерката јас ќе се погрижам за неа. Заминувај. Или па, може би ти е страф, а? Страф, драги чичко Шумере, повеќе од ништо не се плашам. Трчам да ти помогнам на пролет. Ајде. Не ми е страф, ама сепак малку се плашам. А сега си ти наред. Шотио, гратотио, една. Си ја ставам јас во учебната наметка, па малку да се пошегувам со неа. Што е ова? Некој земјата не сме стресни. Каде е принцезата, мојата слугинка? Заминала некаде. Кога ќе ја фатам, убаво ќе ја покажам. Туку, остави тоа, да видам каде ми е метлата и да видам што станало со пролет. Мојата метла! Мојата метла е та сама! Метло, врати се, не се договоривме вака, метло, врати се! Врати се, метло, ја сам! Драгај! Зошто не можам да ја фатам? Врати се! Така, значи, ти си ми ја украл метлата. Само место дома дошло. Знаеш дека ми е олесна работата? Не ќе морам да те барам низ шумава. Сам ми дојде, минатата година ми побегна, ама ова целосно ќе те уништам. Не! Ќе те претворам во жаба, гуштер или змија. Јас ова сгрешив. Мила, Офлена мајко, и затоа барам да ми простиш. не проштавам, а прочка оваа година помина, а следната нема да ја почекаш. Ама јас ова ти донесов подарок. Подарок? Да. Тоа е нешто друго. Што ми донесе? Гуштерче, жабче или змијче? Јас ти го донесов оно што ти најмногу го сакаш. Леле, па ти. Тоа е... Што е тоа? Мирисно... шумско цвече! Леле, што ми направи? Оф, леле, мајко. Се го кажа и името и презимето. Леле, што ми направи? Не можам да престанам да ги Ти падна капата. Леле, тебе ти ова смешно, а? Сега ќе видиш, што ќе ти направам. Ќе те претворам во Санта Мраз, не? Ајде да видиме. Ќе те претворам во гуштер. Како беше? Шиш, миш, гуштериш. Шиш миш. Шана шина машина. Лесно ли се шие шано? Лесно мише лесно. Нешто е со магијава. Шиш, миш, гуштериш. Шиш миш гуштериш. Зошто не ми успела кога шапката ми е на... Каде има? Чекај! Ова не е мојата шапка. Не е твојата Ти си ми ја украл. Врати ми ја и на кулошо ќе си поминеш. Врати ми ја и на кулоша ќе си поминеш. Абе не ми се заканува и бадирала, од иако ги употребам во черните зборови. Ти има лошо да си поминеш. Ајде излегувај надвор. Ишмар мистер Конизари, вајко! Ајде излегувај. Добро. Оваа година си одам, ама следната ќе се вратам и ќе ме уништам. Вештерко! Добро дека го фртам. Си заминува. Излегувај. Добро е. Конечно се ослободите од вештерката и оваа година. Чичко Шумере, каква акција? Одлична акција. Толку убава акција, толку убава лекција во твојот живот и начин на одесување. Yes! Ти ја пречекали пролет? Како не, ги покажа ви дупките, а таа ме погоди по косите и ми рече дека доаѓа наваму. Одлично. Но не би било лошо да ја пречекаме со некоја песничка. Убаво велиш, но не ми текна ниту една песничка за пролет. Ќе измислиме нешто по неја.
вистина многу среќни. Здраво, Шумаре. Добро ни дојде Пролет Мила. Радосни сме и среќни што си со нас. Јас сум многу радосна, бидејќи нема повеќе онаа лоша вестерка со незините мразови, Да. јулици и гуштери. Да. А кој е ова девојче што ми ги покаже дупките од вештерката? Тоа е нашата пријателка принцезата. Таа денес направи многу добри дела. Те спаси тебе од папицата на вештерката Офлеле, а воедно научи што е добро, а што лошо. Значи ти си едно добро и послушно девојче. Навистина ли така мислиш, Пролет Мила? Чичко Шумаре, те молам, дај ми го огледалот. Го доби својот вистински лик! Значи, се поправи. Нема повеќе да бидам лоша и неблагодарна. Нема повеќе да викам, да се лутам. Ти благодарам, Чичко Шумаре. Ти благодарам, Пролет Мила. А ви благодарам и баби или дечиња. Бидете во сонцето, зеленилото и цвекињата. Бидете ни среќни и весели. Така е, мили мои, бидете ни здрави и живи. Слушајте ги вашите родители, вашите наставници, за да не ви се случи исто како и на нашата принцеза. Останете ви поздравени до нашето следно видување.